Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Јас сум Љупчо Златев, а вие сте на добро познатата фреквенција и нормално поздрав до вас, доколку не гледате отпосле на YouTube. Не заборавајте да се претплатите. Ово утро заедно со мене е Столе Наумов. Добро утро, Столе. Добро утро за сите слушатели и гледачи на подкастот. А ово утро со нас е Игор Митревски. Зборуваме за собраќањето од сите аспекти. Игор Митревски, невладина организација за намалување на жртвите во собраќајот медија. Одлична тема за ово утро. Останете со нашата фреквенција. Минатата, скоро пред 10 дена е случајот, угинувањето на младата 22 годишната Фросина Кулакова на булеварот Партизански одреди предизвика вистинска лавина на реакции кај граѓаните. Видовме неколку големи протести за подолго време, ако не и никогаш во историјата на Македонија не се случило политичка партија да не организира протест, а да излезат околу 5000 луѓе. Не видовме ние дека партија го организираше сето тоа, така што може да... Беше искрено, беше спонтано. Искрено, спонтано. Јас еднаш и отидов на тие протести, морам да ти кажам, Столе, дека видов луѓе од сите партии. Видов и СДСМовци, видов и ВМРО-вци, видов и вакви и онакви, и тоа е добро, затоа што на крајот од денот децата на сите умираат, а оној кој гази не може да знае од која партија е прегазениот. Има една голема надеж дека сепак се похрабри, поискрени, без разлика на политички влијанија на партиски. Младите и тоа е добро. Одлично. Што го видов, тоа беше импресивно. Не ги интересираше ни политичка боја, ништо ги интересираше надежта, животот и перспективата. Столе, знаеш што? Овие протести, освен во делот на собраќањето, секој партиите сватија, тргнаа на време, се обидоа да се закачат и едните и другите, ама после сватија дека тоа е... Овие протести се доказ за две работи. Првата работа е дека се итно и неодложно потребни реформи во правосудниот систем кој го оставил тој човек надвор, и второ, дека итно и неодложно се потребни реформи во сообраќајот. Судската мафија ќе оставиме за другите денови. Во четврток ви најавувам едно ексклузивно интервју овде поврзано за таа тема, а сега ќе разговараме за сообраќајот. Многу е покомплексно, не може само на тие две работи. Самиот збор реформи во сообраќајот е многу поширока тема, има многу повеќе димензии тука, почнувајќи од воспитувањето, вредностите, вредностниот систем, тоа кои се херои на нашите деца, дали спортисти кои што се успешни, дали успешни луѓе кои што честно напредувале во својата кариера, или дали ќе направиме еден рез во кој што црното ќе биде црно, лошите ќе бидат лоши, нема да се почитуваат луѓе кои што не бирале средства, газеле преку лешеви за да стекнат пари преку корупција, преку измами, и тие да бидат идоли на младите, како што за жал беше во изминатите 30 години, или конечно ќе го ресетираме тој вредносен систем и ќе го вратиме на старите вредности, цивилизацијски, човечки основи. Тоа е. Значи, тука треба да зборуваме и за образованието, треба да зборуваме и за сообраќајните решенија од аспект на улици, на патишта, на предупредувачки елементи. Многу поширока е. Па заради тоа Игор е тука. Игор присуствуваше на првата расправа, ќе има и други во собранието, каде што беа присутни и професори и представници на надлежните институции, министерства, агенции и така натаму. Прво добро утро до вас, до слушателите и до гледачите. Присуствував на првата расправа во собранието и таа беше замислена. Повеќе професионалци имаа своји елаборации во однос на подобрување на состојбите во сообраќајот. Тие не се добри и резултат на тоа беше и немилата сообраќајна несреќа која се случи на Партизанска. Убаво го Немаше само диагностицирање на состојбите, тоа го знаеме сите, нечини, имаше и решение, значи предлози
кои што треба да се земат Предлози во преглед. генерално, меѓутоа немаше заклучоци и немаше решенија кои понатаму би биле имплементирани во закони. Многу добро вие тоа го кажавте дека сообраќајот не е едноставна тема, тоест вклучува повеќе сегменти од семејството, од образовниот Култура, систем, менталитет. култура, менталитет и така натаму, до неказнивоста. Значи, неказнивоста мора да ја кажеме, дека сметаме дека што и да се направи до моментот кога ќе дојде една сообраќајна несреќа ваква како што ние ги нарекуваме со фатален крај, доколку немаме правична судска завршница, целиот процес наназад, тоест се руши. Имаше ли статистики кои што потврдуваат информации кои се појавија во јавноста дека до 21-22 можеби и до ден денешен 24-25 многу ретко се изрекуваат затворски казни за сообраќајни несреќи сторени. Многу ретко и тоа кога се случуваат тие се многу ниски или се условни претежно. Така, Најчесто парично се настапа. Да, Прекрасно. една од професорките кои што работат на измени на законот за на казнениот законник спомна дека во изминатото сме имале само 2 сообраќајни несреќи во кои што била изречена затворска казна од 10 години. Не знам за кои сообраќајни несреќи станува збор, меѓутоа сметаме дека затворските казни треба да бидат задолжителни во случај на сторена сообраќајна несреќа со фатален крај и тие да бидат ефективни. Меѓутоа, бидејќи во минатото се сеќаваме на сообраќајни несреќи во кои што беа изречени затворски казни, да речеме, од неколку години, меѓутоа понатаму со принечување на делото и така натаму, ефективна затворска казна добија од година-две сторителите и тоа за жал влијае стимулативно кон неодговорните учесници во сообраќајот. Да, тоа е неказнивоста. Ајде да се сега и мислам дека се совпаѓаат овие денови со колку години помина годишнина 19 од Ласкарци на 12 февруари, да. Како настапи казнената политика или тамо не се завршени се уште судските Мислам процеси? дека не се завршени судските процеси, тоа беше една од потрагичните сообраќајни несреќи во Македонија, животот го загубија 16 лица, за жал и ние изгубивме еден познаник и колега Зоки Давидовски од Гостивар кој работеше во сектор за сообраќај во град Скопје. И веројатно сите тие судски процеси кои што беа во минатото, а не завршија со коректен правен епилог, доведуваат до понатаму неодговорно однесување во сообраќајот. Во контекст на ова ќе спомнам и сообраќајната несреќа која се случи кај Млечен, во која животот го загуби возач на моторциклист, на кој му беше попречен правецот на движење, при што тој го загуби животот, а и неговата сопруга која што беше бремена го загуби својот плод. Воедно се дојде до некаква условна затворска казна дури, се сметаа некои олеснителни околности дека возачот или сторителот на сообраќајниот прекршок имал завршено високо образование, немал предходни судски постапки, меѓутоа за нас тоа е неприфатливо бидејќи тој сепак сторил сообраќајен прекршок во кој има загинато лице. Да. Што беше причината за Ласкарци, да ги подсетиме слушателите и гледачите? Брзо возење, техничка неисправност. Да. Тогаш фокусот беше на станиците за технички преглед. Дали тоа има епилог, дали се направи една контрола или секој чуде за 3 дена? Конкретно во Ласкарци брзината на движење на автобусот беше констатирана дека е над 100 км на час, можеби 110, и возилото имало некаква техничка неисправност. Убаво го спомнавте тоа со станиците за технички преглед, дали има епилог или дали таа сообраќајна несреќа доведе до подобрување на состојбите во станиците за технички преглед. Одговорно можем да кажем не.
бидејќи станиците за технички преглед се уште функционираат на начин да нивната забораваат на нивната главна цел, тоест испитување на возилата и констатирање на техничка неисправност, а се претворија во некаков сервис кој нуди, не знам дали ќе биде тоа автокозметика, некакви подароци за автокозметика и така натаму, што во принцип е еден од многу значајните фактори во сообраќајот. Технички неисправно возило на пат во комбинација со поголема брзина, значи сообраќајна несреќа. Бугарија, дали ако направиме паралела во таа сообраќајна несреќа 46 жртви имаше? Да. Македонскиот автобус. Таму како заврши? Мислам дека таму и Агенцијата за патишта прифати вина, не прифати, туку и беше определена вина и дека мораше да плати, да прифати одговорност и да плати одредена оштета, односно обештетување. Дали тој сегмент беше разгледуван и во судските процеси во Македонија за ласкавци? Или не беше утврдено дека патиштата се проблематични? До сега немам информација дека семејствата на загинатите во Ласкарци се обештетени. Точно е дека во сообраќајната несреќа на автопатот Струма во Бугарија, Агенцијата за патишта на Република Бугарија прифати одреден дел од вината за сообраќајната несреќа и не знам точно само колку беше обештетувањето по загинато лице. Апсолутно тоа е добар потек на државните институции, да речеме конкретно за Бугарија, бидејќи секако дека и патиштата се значајни, а патиштата се во директна надлежност на институциите. Значи во конкретниот случај на автопатот Струма, мислам дека не недостасуваше знак и одредена техничка изведба на самиот автопат била една од причините за сообраќајната несреќа. Да, сега се зборува од крајност до крајност одиме. Сега да се направи драстично зголемување на казните. И тоа има и луѓе кои што не ги поразумно, порационално размислуваат потака стабилно, не ги понесува ова емоционално, катарзично дејствување на целата атмосфера како рефлексија на загинувањето на 22 годишната модна дизајнерка од Кулакова од Неготино. И велат, не треба да зборуваме за зголемување драстично на казните, туку за сразмерно и правишно и соодветно и коректно постапување на судските и на полициските органи кои што постапуваат во зависност од тоа за каква сообраќајна несреќа станува збор. Значи, дали тој аспект беше присутен на расправата во собранието? Или сите бара драстично зголемување на казните? Па, генерално, како што реков и на почетокот, немаше заклучоци со кои ќе се променат казнените политики во однос на сообраќајните несреќи. Ние како здружение повеќе години наназад говориме дека оние негативни поени кои што ги имаше во минатото за сторени сообраќајни несреќи од типот на прекорачување на брзината од неколку километри на час треба да бидат во функција, меѓутоа за оние сообраќајни несреќи кај што немаме тешко повредени и загинати лица. Во случај на тешко повредени и загинати лица сметаме дека ефективната затворска казна мора да биде решение. Значи да немаме некакво заобиколување на тие процеси, бидејќи доколку се направи тоа, директно влијае врз стимулацијата дека некој ќе се однесува неодговорно во сообраќајот, ќе предизвика сообраќајна несреќа со тешки повреди врз одредено лице или не дај Боже смрт, и понатаму ќе заврши со некаква минимална затворска казна, како што кажав и претходно, и ќе се преиначи. Тоа со поените, знатев да го
Имавме порано Да. собраќајни книжки, како се вика. Да, И за негативни до 100 поени, толерира на 100 поени, Така. што се случуваш? Треба повторно да полагаш, така беше. Па да, Зошто ги укинаа тие? Да, одземање на возачката дозвола на половина година и на година, и секоја година фактички овие 100 поени беа за тековната година. Значи во една година вие не можете да направите повеќе од 100 поени. Доколку направите повеќе. Секој прекршок влегува. Да, тука влегува паркинг, секој, да, и 1 Непрописно. километри на час над дозволената брзина влегува во тие негативни поени, да. Зошто ги укинаа тие? Не беа функционални? И тука имаше Навистина, протекција? не знам, претходната власт го направи тоа, иако ние долго време зборувавме дека тоа е добра мерка. И, значи, штом една Франција ги има во своите законски регулативи тие негативни поени, сметавме дека е многу во ред, сметавме дека тие резки казни кои што се прават за минимални прекршоци не се во ред. Да, меѓутоа еве се укина и не вроди со плод. Значи, ако ги погледнете бројот на сообраќајни несреќи и бројот на жртви, немаме намалување. Колку жртви имаме во просек, изминатите? Генерално Тушнав еден податок дека 2001 војниот конфликт имаше многу помалку жртви отколку жртвите, бројката на жртвите во сообраќајот во Македонија на годишно ниво. Па да, значи генерално бројките се движат од 120 до 150 години наназад. Значи немаме некоја константа за намалување на бројот на жртви во сообраќај. За последната година мислам дека Министерството за внатрешни работи излезе со бројка за 24-та дека бројот на жртви во сообраќај бил 142 лица го загубиле животот во сообраќајот. Сега веројатно тие показатели и тие бројки треба да бидат некаков стимул, нешто да промениме конкретно за да почне овој број на жртви во сообраќај да опаѓа. Ќе направиме една паралела со европските земји. Европските земји, зборувам за развиените европски земји кои што имаат култура и традиција во сообраќајот, имаат тренд на намалување, мало намалување на бројот на жртви во сообраќај, меѓутоа константно одат надолу. И овие денови постојано ја спомнувам Словенија неколку години наназад има под број на жртви под 100. Споредбата ја правам затоа што Словенија има сигурно многу повеќе возила од нас. Но Словенија има и подобри патишта, има понови возила. Има подобри патишта, меѓутоа по број на население и по тука, територија сме тука негде, меѓутоа тие имаат малку законодавно го имаат подобро решено тоа, тие имаат агенција за сообраќај која им се нарекува агенција за варност на патиштата, која што ги знаете, суштината кај нас, извинете што ја прекинуваме, дека постојано велат ние немаме култура, лошо возиме, вадите статистики кои се алармантни. Се случи ова што се случи, полицијата одлучи да постави контроли, физички контроли, еден примитивен начин на функционирање, нели, сегде во свет има камери, кај нас уште не ги запалиле, велат од МВР сега ќе наредиме 5 патроли на партизанска патрола на секој постоечки булевар во Скопје и сега тоа функционира. Добро, тука имам дилема. Значи, присуството на полиција е добро, може би не е добро, не знам. Она што го гледаме па сега на социјалните мрежи, еве, власта нема пари, сега ќе казнува. Ако нема, зошто нема? Ако има, зошто има? Ако може да солиме памет и да го расчеречуваме оној несовесен, дрогиран, со криминалитет, со алкохол во крвта млад човек, сите ќе го расчеречиме. Ама дали секој од нас возел пијан? Дали секој од нас возел по партизанска со 70, 80, 90 км на час? Затоа што, извинете, ама ја кога возам со 50 на партизанска, со 50 возам, мене ми свират од позади да се тргнам. Али блиндираат, ајде. Културата на однесување е лоша. И сега, од една страна, зошто имаме, од друга страна, зошто немаме? Контроли. Интересно е, кои се најчести причини за сообраќајните несреќи, за
овие бројки што ги кажа за... Па како најчести причини за сообраќајните несреќи се брзото возење генерално, да. Имаше една елаборација во сообрание дека процентот на алкохол во крв во Македонија е 0,05 промили во крвта и имаше како предлог, демек би требало да одиме чекор понатаму да се смали тој процент. Меѓутоа, најновите истражувања покажуваат дека и алкохолот не е толку опасен колку заморот. Да. Значи, заморот при возење е многу поопасен од алкохолот. И сметаме дека тука не треба да се направи корекција по од намалување, и тоа ќе го кажем ако може, бидејќи во јули месец Европска унија донесе регулатива за еден систем кој што се вградува во новите возила, кој се нарекува Event Data Recorder и прави снимка во случај на сообраќајна несреќа неколку секунди пред сообраќајната несреќа и одреден период по сообраќајната несреќа, и во истиот контекст требаше да се донесе и регулатива за вградување на алколокер. Тоа е еден уред кој што доколку возачот или управувачот со возилото има консумирано алкохол, возилото да не може да се стартува, да се блокира, да не може да запали. Меѓутоа тој беше одбиен од Европската комисија, значи не е облигаторен за вградување во новите возила. Со тоа Европска унија веројатно цени дека алкохолот се уште не е број еден причинител за сообраќајните несреќи, и тоа го оставаат секоја земја членка да си го изрегулира со националните регулативи. Тоа со поените, да се вратиме во Канада, например, над одредени поени и одземаат колата, автомобилот, над 3 месеци, на година дена. Може после неколку потешки сообраќајни прекршоци добиеш и забрана. Автоматски добиваш одредена брзина ако пречекориш, и ако си, например, под дејство на алкохол, по автоматизам, значи нема ни сути ништо, ти ја земаат дозволата најмалку 3 месеци. Меѓутоа во одреден момент ја земаат на година-две и треба повторно да полагаш, или доживотно добиваш забрана, зависи од прекршок. Да, има мерки за конфискација на возилото на одреден период и одземање на возачката дозвола. Значи, тоа се добри мерки во случај ако се повторува некое ризично дело, би требало да се употребат и кај нас. И мислам дека министерот за внатрешни работи го спомнува тоа, дека ќе се оди во случај на неколку кратно повторување на ризично дело во сообраќајот, ќе се одземаат трајно возачките дозволи, како и конфискација на возилата, и тоа е според мене во ред. Нас сега во моментот исто така, јас не знам, можело, има така. Може, меѓутоа немаме, еве јас конкретно не познавам некој на кој трајно му е одземена возачката дозвола и не знам, му е конфискувано возилото, да речеме на одреден период, година дена. Не. Интересно како после тоа се одвиваат ситуациите во Канада. Се отвориле веќе рентакар компании. Луѓе кои што имаат пари, меѓутоа не може да купат кола. Так. Ако веќе им е одземена. Тие рентакар компании изнемуваат автомобили. На тие, значи пак има некој паралелизам, веројатно и тоа ќе се обидат да го регулираат. Таа компанија на тие кои што се им одземени возилата и им рента коли за да може да учествуваат во сообраќајот да возат. Па да, значи има многу интересни примери и корисни примери, и затоа е добро што се отвори дебата во собранието. Се надеваме дека нема да запре, дека ќе продолжи таа дебата, кај што ќе се слушнат различни мислења, кај што ќе се презентираат позитивни примери од земји каде што имаат кај што имаат помал број на жртви во сообраќај, се со цел да се помогне да овој процент или овој број на жртви во сообраќај да го намалиме во разумни граници, а верувајте дека во моментот овие граници не се баш разумни. Уште еден друг момент има кој што е значен и може да биде значен и кај нас, не знам кај нас дали го прават тоа. И
психолошки, психијатарски пристап. На сторители на тешки сообраќајни несреќи носат во одредени групи, во одредени институции, одредени психолошки терапии, третмани, ги соочуваат со последиците од нивната неодговорност. Луѓе кои што се инвалидизирани, жртви на сообраќајот, слики, видеа, снимки, соочуваат со нивните семејства, например родители, браќа, сестри на загинати деца, загинати. Да, има Нас дали тоа или тоа МВР? До сега немаме такви примери, меѓутоа на расправата професорката, која што е директор на клиниката за психијатрија, имаше доста добра елаборација по однос на тоа што вие го говорите. Да, има светски случаи или земји со поголема култура на однесување во сообраќајот, прават такви да речеме сесии на неодговорни учесници во сообраќајот со психолог, психијатар и ги им ги покажуваат примерите на одредени или последиците од одредени сообраќајни несреќи, оно што и вие го спомнавте за луѓе кои што останале со одреден инвалидитет, луѓе што загубиле член од семејството, и тоа сметаме дека би било добра практика и кај нас да се направи, бидејќи многу би повлијало за некој што направил неодговорен сообраќајен прекршок да го соочите со родител кој што го загубил своето дете. Нема, веројатно би повлијало на поголема одговорност во сообраќајот. Да, имаше една таква кампања пред 4 години. Сам дека Советот за безбедност во сообраќајот. Да, Републичкиот совет ја проведуваше. Според мене беше исправен. Беше вистински тој пристап, но имаше и голем број реакции дека премногу шокантни беа тие пораки што се испраќаа. Подобро да биде шокантен. Имаше деца кои што зборуваа како очинати, како многу шокантен и многу вознемирувачки. Меѓутоа, ако не вознемириш, како ќе постигнеш? Тоа го практикуваат развиените земји, иако делува вознемирувачки, превентивно се отсликува да имаме помал број на жртви во сообраќајот. И тоа би требало да продолжи во контекст на тоа и неколку години ние, мислам дека имаше порано национална стратегија за намалување на бројот на жртви во сообраќајот, која што некаде од 2015 немаме фактички нова национална стратегија за намалување на бројот на жртви во сообраќајот, а во светски рамки и во европски рамки имаме такви стратегии. Знаете дека Обединетите нации според повелбата сметаат дека бројот на жртви во сообраќајот до 2050 треба да биде намален на 0, и за тоа постои една декадна акција која што ја викаат од 21 до 30, кај што треба да биде преполовен бројот на жртви во сообраќајот. Значи од постоечкиот да биде преполовен до 30 година, и мислам дека тука ние малку... Ние немаме национална стратегија. Немаме национална стратегија. Не е тоа срамот? Не знам што да кажам, значи треба да последната стратегија, сите заедно. Да, сите заедно треба, да, и веројатно ова би било добар чекор во телото или во Комисијата за политички системи и односи во заедниците да се проговори на таа тема, да се направи некаков акцијски план до кога да се донесе, кои би биле чекорите, и сметаме дека тоа е нормален пристап за да... Митрески се спомнали образованието. Колку е присутно ова што го зборуваме во образованието? Или само учат за превозни средства, транспорт, патишта, автомобил, како порано што учевме? Зборуваше некој дека можеби треба да се засили присуството на оваа област во образованието од најмали нозе? Немаше толку детална расправа, меѓутоа да, во право сте дека образованието е клучен, можеби и клучен фактор за да се изградат морални личности, одговорни личности кои што понатаму ќе чие што однесување понатаму и ќе се рефлектира во сообраќајот.
бидејќи ако, како што и вие го спомнавте, идоли на младината им се неморални личности, неодговорни личности, како очекувате во иднина тие да прераснат во одговорни личности. И сметаме дека тука образованието ќе игра важна улога, да. Самиот сообраќај колку е присутен во образованието? Па мислиме дека недоволно. Републичкиот совет прави кампањи во одредени градинки, училишни и така натаму, меѓутоа недоволно се прави по однос на запознавање на децата во сообраќај. Еве да речеме колку деца отишле во станица за технички преглед. Скоро ние. Знаете како? Станиците за технички преглед се станати своевидна како индустрија некоја, знаете? Да. Еве, сега ќе ви кажам искрено, не знам дали е тоа вина на станиците или вина на регулативата, ама ја кога ќе видам некое старо возило произведено 82-а, како чури на улица во Скопје, јас си го поставувам прашањето, добро, како ова ќумбе поминало на технички? Така, сите го поставуваме тоа прашање. Очигледно е регистрирано, не е доволно луд да го вози. Вајда, не знам. Не е регистрирано, но кога ќе видиш некој, не знам, Фиат од 85-та, од татко ми кога бил ерген, стварно и чури она, знаеш. Ја немам проблем со олдтаймери, ама тоа треба да се изрегулира. Да се изрегулира. Исто, имаме сериозен проблем. Во Македонија постои една мафија која работи со делови за автомобили, пример. Да смениш ДПФ филтер кој за дизел е неопходен во Србија, во Австрија и така натаму е неколку пати поевтино од кај нас и тебе практично не ти се исплати да го менјаш доколку ти се запуши ДПФ филтерот. А можеш да возиш без да го смениш. Од друга страна регулативите не се ригорозни кај нас, вие одите на во станица за технички преглед и поминувате со изваден ДПФ, да. А не треба да го смените за да добиете. Апсолутно, да. А да го смениш кошта 4-5 евра, а тебе колата ако ти вреди 7-8 да даваш 4 евра за ДПФ е луда работа, знаеш? И тука треба да се воспостави некаква регулатива. Не викам дека нели за да бидат подостапни ДПФ филтрите, ако треба и државата нека субвенционира дел. Апсолутно, и за самите возила, значи за возила кои што имаат системи за пасивна, подобри системи за пасивна безбедност, и системи се од која ќе се случи сообраќај на несреќа да доведат до минимални последици, да речеме воздушни перничиња и така натаму, би требало да државата да прави некаков стимул на увезување на такви возила кои што имаат повисоко ниво на опрема. И втора работа се сведува само на еколошки тие параметри, другото не ги. Еколошкото и тоа не се става акцент, да, не се става. И на тоа не се, тоа е главниот проблем. Да. Но да се вратиме назад околу пеналитетот. Спомнавте дека само 2 казни поголеми од 10 години се изречени во историјата. Професорката, да. Сега ова лице која ја направило сообраќајката со Фросина имало прво сообраќајка во 2022 година, полнолетен исто. Во 2020 исто бил пијан, 0,9 алкохол во крвта имал, исто бил, како се вика, без возачка дозвола, веројатно и дрогиран, тоа не го испитуваат кај нас, што исто така е проблем. Да. Веројатно и дрогиран. Наместо нема мерачи за дрога за од МВР му е поднесена кривична пријава, што е во ред, и обвинителот и покрај тоа што ова лице има сериозно досие на прекршочни казни за возење без возачка, за пијан, за се и се што, од ОЈО одлучуваат да направат спогодба со него да плати 300 евра на државата. И плюс да плати оштета на загрозената страна. Златев, мора да го разјасниме. Има еден дуализам. Тоа го објаснуваше и републичкиот јавен обвинител. Значи, безобзирно возење или однесување во сообраќајот го има како дело кривично во законот за безбедност на сообраќајот, како прекрашено дело, и го има како кривично дело во законот за, како се вика, кривичниот законник. И што се случува? Пријавата, значи имаме дуализам. За едно дело 2 пати не може да се суди.
И што прават адвокатите на тие што сториле таков прекршок? Побрзаат по прекршна основа тоа да го завршат со плаке. После известно време стигнува пријавата до обвинителство. Значи полицијата тие сите работи претходно ги врши. Ако нема смртни последици, зборуваме за ако те фатат пијан без дозвола и така натаму. И откако они тоа ќе го завршат прекршоците, после тоа не може никој два пати истото дело да го третира. Сакам да ти кажам дека после тоа што се случува? Значи треба да се избрише тоа во законот за безобзирно управување на возило. После тоа што се случува? Што може обвинителот да направи? Значи не може по истиот основ да може последиците ако се лесна телесна повреда. Има лесна. Да. После тоа се поднесува, се викаат. Во Скопје само над 6000 такви, мислам дека има годишно. И добро се случува едно медиаторство. Тие работи ги завршуваат пред но вели и да оди на суд, судот не може за лесна телесна повреда да изрече голема казна. Значи тука е проблемот. Ако се третира значи, мене објаснувањата не ме интересираат. Ја не сум ни адвокат, не сум ни правник, не сум ни суд. Јас сум граѓанин што има дете кое треба утре да се движи по улица. Така. Значи, она што мене ме интересира е дека човек кој пијан, без возачка дозвола, предизвикал сообраќајка со огромна материјална штета, на крај поминал со тоа што ја платил материјалната штета најверојатно и платил 300 евра на државата. Извини, тоа го направил пред да се случи критичниот третман. Мене не ме интересираат. Мене не ме интересираат објаснувањата. Јас сум граѓанин. Ја ниту сум адвокат, ниту сум правник, ниту сум судија. Јас сум граѓанин кој има дете и утре детето мое треба да оди на улица. И нивните објаснувања не ме интересираат. Еве е момент што треба да се промени тој дуализам во законите. Имало таков примери, го каже тоа, го слушнав, шумска кражба. Едниот е во едниот закон, другиот во другиот закон. И тука е проблемот што. А многу поблаги се, ме разбирате? Чи треба тие работи, еве. Не, има многу ме интереса. Обвинителска мафија овој случај и за вториот случај за дрогата го чувале у фиока од јуни до ноември, нив им требало на Фатиме Фетај да напише 2,5 странички жалба. Не, мислење е тоа. Па мислење, 2,5 страници мислење. Да бидеме, не браниме некого, да не креваме. Океј, заслужуваат секаква. Јас, Лјупчо Златев, дневно пишувам по сега со магистерска на англиски јазик стручен, каква што Фатиме Фетај не може да замисли да пишува нели текст со таков квалитет, затоа што е образована на еден чумез за разлика од мене. Јас дневно пишувам по 1500-2000 збора стручен научен текст, есеј, труд и така натаму. Фатиме Фетај 2,5 странички и требале да ги напише 4 месеци за овој случај. Не знам дали е така, затоа што 4 месеци. ти тврдеше дека обвинителот на сообраќајната несреќа тука дошол после 3 сата. Лажна вест, после 20 минути дошле. Значи, не тврдев, ја тврдеше таткото на девојчето. Не тврдев ја таткото што бил таму. Ма чекайте, биле сега на овид во обвинителство и нема никакви забелешки. Значи таткото на девојчето кажа дека бил за 3 сата, не кажав јас. Бог да ја прости. Значи немој мене да ме ставаш во таа ситуација. Заслужува трагедија и треба да биде сразмерно казнето 4 месеци го оставил овој криминалец на улица без да поднесе жалба. Ние сега ја критикуваме апелација луѓето све урок си завршија. Дефинитивно е проблем судството, дефинитивно се проблем вакви критични случаи кај што имаме сообраќајни несреќи со тешки последици, дури и смрт, и би требало да се подобруваме. Знаете, сите тие работи многу влијаат на неодговорноста. И се надевам, како што кажав и претходно, дека оваа комисиска расправа ќе ги промени сите тие аномалии кои што ги спомнавте и вие во судските процеси. Го спомнавте случајот Дурмо. Дурмо, да. Вие го познавате добро тој случај. Па го познавам, да. Сега, ќе кажам еден пример. Како е можно, значи до ден денес со Дурмо Турс деца, наши деца. Тука не се спомнуваше името на Спасовски. Значи македончиња, извини, албанчиња, турчиња, со сите можни етнички заедници кои живеат таму, се возат со Дурмо Турс, одат по екскурзии до ден денес,
технички преглед сам на себе да си правиш ти. Апсолутно тоа е Значи, недозволиво. јас ние као радиодифузери, извини, Така. ние не смееме сега да речеме да купиме телевизија. Зошто? Затоа што вика тоа може да биде медиумска концентрација и така натаму. И тоа е во ред. Не смееме да отвориме весник, затоа што исто е медиумска концентрација и ја пак ќе кажам, ми смета што Не е бе да си така. отвориме, аваму, ние самите и сами да се регулираме. Сега, ние Дали- сега, да, ја и Столе канал 77, ја радио лидер, да си отвориме сега агенција за регулација и сами да си земеме лиценца Да си мериме некаква. реклами, И купуваме ние, програма с говор. Дали е добра, говор на омраза, има, нема, Да, вака, точно, така. паралелата Како ви е може во ред, сам да. себе си да се регулира Дурмо Турс Апсолутно. и за сето тоа на крај крив да е само возачот и тоа колку го осуди, дали е слободен неверојатно човекот сега. Мислам дека 4 години е осуден. Не сум сигурен точно колка е затворската казна, меѓутоа сега Мислам дека е не вратен знам. процесот на... Тоа е проблем Не сум на сигурен, да. судството, бидејќи се приначуваат делата и така натаму. Во право сте со констатацијата дека не сме превозник или особено лице кое што се занимава со превоз на патници да врши дејност, технички преглед, аномалиите ги спомнавме, дури во целиот процес додека траеше за онаа совраќање на несреќа кај Ласкарци, ние немавме забрана за вршење на дејност која што е многу важна за целиот процес. Замислете, се станува збор за 16 лица кои што го загубиле животот. Фамилии 16 се зацрнати, И тоа е резултат дека се уште имаме Неказнивоста, да. неказнивоста, апсолутно. Неказнивоста стимулира роднина на еден од неодговорност. загинатите вели не е уште пресудата донесена за Дурмо Турс, требаше до крај на летото, а ММЕ се уште ја нема. И сега тоа е тоа. замислете. Да. И 19-та, 6 колку години. Тоа ќе застари уште малце. 10 години застарува тоа. Тоа И тоа не е во ред. И ние го значи овие сообраќајни несреќи доколку имаа правен епилог како што требаше да имаат, веројатно ќе се намалеше таа неодговорност во сообраќајот, бидејќи знаеме дека целата таа неказнивост доведува до неодговорност. ова не е, ова е, се знаеш како осигурителни компании или не, 5 банки они да си ја направат Народна банка. Вака и осигурувањето може битна улога да играе. Го читав примерот до Канада. После секоја казна, драстично ти ја зголемува цената што треба да ја плати за осигурено Добро, возило. и тука кај нас се така. Дури по $1000 месечно може да се случи и ти го прави неисплатливо управувањето со возило. Апсолутно. Ке нас има малу си бонус. Го губите тој процент на не се баш попуст, премногу. Иначе многу скапо е осигурувањето за луѓе кои што прават сообраќајни прекршоци. Апсолутно. Сите тие работи ќе повлијаат на подобрување на одговорно однесување во сообраќајот. Мислам дека тоа и министерот Тошковски го спомна дека се планира да се вмрежат повеќе бази од институциите и веројатно и овие податоци кои што ги користат осигурителните компании треба да ги имаат во предвид. Да. Златев, кажи го тој пример со Лондон, одиш често таму. Тама е се по автоматизам, нема субјективни. Не бе ти нема таму да видиш. Што ми е дилемата? Сега зборуваме да е присутна полицијата, да е присутна на улиците. Океј, да е присутна, меѓутоа од друг аспект па може тоа и да е непријатно за гледање. Не само што е во Лондон, во други држави не можеш да видиш Не бе, полицаец, радар, а се функционира. А се функционира затоа што има да. Safe City, има камери кои функционираат, казнуваат автоматизиран модел, одма се знае ги добиваш у 30 секунди казните. Но знаеш што е, со вештачка интелигенција се е поврзано и така натаму. На столе знаеш што е суштината? Тоа што тебе те казнува полицаец може да биде и проблем. Зошто? Затоа што еве се Стево Пендаровски беше председател на државата во една кампања како кажа, абе вика мене полиција не ме казнува, ми викаат те знаеме од телевизија. И мене не ме казнува понекогаш. Ја им викам ве молам пишете и така натаму Ама камерите нема кај камерите нема ти ја те знам тебе од телевизија, точно, нема тетка Смилка мене ми е знаа тебе ти е золва, не постои тоа. Значи, токму затоа автоматизираниот систем на пеналитет во оваа дејност, во сообраќајот, е клучен. Е повеќе од нужен, точно. Секое исклучување на човечкиот елемент. Мене од друга страна па ми имаат и притисок правено. Ми вика тебе не ти горат светлата. Како бе не ми горат светлата, ми горат светлата. Знаеш, на кола. Да. Значи, имаш и такви случаи, но
колку повеќе се исклучува сегде каде што имаме ефикасен сообраќај, каде што кога ќе видите дека се лазат со 30 на сат у центар, Во Лондон толку возат 30 на спорадична, не булевари се вози 30, на булевари се вози максимум 50. И децит. И тоа е тоа. Исто како у Скопје, бе, тоа е. Само кај нив се мили, некои помалце се 30 мили на булевар. Така е. Посмирене се плаќаат пари да влезеш во центар. Апсолутно. И преку истиот систем се наплаќаат парите, нема рампа, ти си, ај ке поминам, ке платам. Одма те слика и ти постигнува. Да, бе, си се знае. Колку пати си поминал, колку пати си. Се си имаш ти, дури не ти праќа ни слики. Сликите се за случај ти да нешто да протестираш, да се жалиш и така натаму, иначе не има слики. Тоа е одговор на тоа дека ќе се навлезе во интимата, во приватноста на луѓето. Абе, каква интима, каква приватност? Камерите, него е што швалерки да го прво, добро да ти кога поминуваш покрај дуќан со швалерка, може и дуќанот да те фати. Ако гледаме више така. И сега, дуќанот што има обезбедување собствено, само тој ги гледа. Смее да те фати, а државата не смее. Мислам се глупост. А тоа како го решава? Само регистрација и ова е решение, може би ако нема слика. А по регистрација само не битно кој вози. Табличка, да, меѓутоа е важно и кој вози, да, бидејќи за некој што го дал возилото, нека внимава кому го дава, да, меѓутоа имате нели возила кои што се регистрирани на правен субјект и кои што ги управуваат повеќе лица. И во тој случај добро, правниот субјект ќе оказнеш. Да. Па они ќе си меѓутоа од аспект на неодговорност би требало и управувачот на моторно возило да биде казнет. И сега друго да ве прашам, извинете вака. Во цела ова состојба на автомобили. А јас сум ова го зборувам, луѓето многу ме критикуваат поради тоа, но јас имам впечаток дека конкретно во Скопје имаме премногу автомобили. И дека да, тоа е поради тоа што имаме јавен превоз, што немаме добар јавен превоз. Тоа е затоа што има повеќе нели варијабли. Зошто е тоа така? Но тоа што ние во Скопје немаме генерално, имаме премногу автомобили. Дали вие сте инженер од таа област, експерт? Дали нашава инфраструктура е проектирана за волку многу коли? И дали треба да се ограничи бројот на возила во Скопје преку зголемување на, не знам, регистрација, осигурување за второ возило, за трето возило, за четврто возило да изнесува многу повеќе, затоа што не може бе 4 члена фамилија 6 коли да има. Тоа се 6 паркинзи во вака збиен град. Тоа се 6 загадувачи повеќе. Тоа се многу, некако многу е проблематично. Тука одма ќе ти го наречи тоа комунистички, како јас што предложив прогресивно казнување на прекршите на паричните казни, глобите. А пример ги го споменувам тој примерот со германскиот фудбалер кој што 10 милиони има годишно приход евра, и он плати за брзо возење, пречекорување, плати околу 300 и нешто илјади евра казна. Да, го имаат како модел. Во Италија дека живеат на регионален пат, од 4 километри се вози 50, а има на секој километар камери. Еве. Да, Италија има статичните камери како решение. Во право сте дека јавниот превоз конкретно за Скопје е многу важен, доколку би имале функционален јавен превоз. Мислам дека ќе се подобрат состојбите. Убаво го рековте, не може една 4 члена фамилија да има 6 возила. Значи, а и од друга страна, не знам дали знаете, просечната старост на возилата во Македонија е на 35 години. На 35 години. Вчера го слушав Златко Муцунски негде на подкаст, он рече дека нема официјално истражување, но според нивните истражувања е 20 или 25. Поголема е старосната, значи просечната старост на возилата во Македонија е многу голема и тоа е голем проблем и за тоа би требало да се обрати внимание за она што го кажавте вие како субвенции и по однос на безбедност во сообраќајот, меѓутоа и по однос на емисија на издувни гасови. Сега кажеш дека се уште возат возила 95-97 произведени. Се возат, да, се возат и убаво го каже. Мене ми е колото 15 години мојата. Да, убаво го каже Лјупчето, гледаш на
на пат возило се вози, чади како ќубе. Имавме производство Па автомобилски камиониве индустрија. стари, па да не збориме. Дури и тоа автомобил колку и да загадува, пак не е толку голем загадувач, нели, пошто е возило помал мотор, има помало зафатнини има. Кога ќе видиш ти, бате, камион некој од 82-ра, некни пред мене се поеќе, ни струеше од позади. Да. Стискај одма на она да затвориш. Мислам, стварно е. Да, имавме автомобилска индустрија, ќе правиме некои стимулации, тоа германците го прават, италијаните, да купуваш возило, па државата да ти даде ново Не бе, возило. бате, не. Ма немаме Се ние- знае кој може Али да има- вози кола. има Треба причина тоа да се возењето прави. на автомобили да биде сега. О, сватете ме како сакате, почитувани слушатели, мразете ме слободно, не ви се љутам, но автомобилот треба да биде луксус само за оние кои имаат најголеми примања. Зошто го тврдам ова? Затоа што Преска имаше комунистичка, сега капиталистичка, феудалистичка. Не. констатација. Зошто го тврдам ова? Зголемениот број на автомобили е лош за загадувањето во зима. Зголемениот број на автомобили е лош за безбедноста. Зголемениот број на автомобили, особено вакви канти што е, подобро нека има во Скопје, и ќе се разодите, ќе си одите пешки, автобус ќе профункционира и така натаму. Ужас е ова. Недозволиво е во Скопје да има. И вие немате главен град волку оптеретен во Европа, човече, не зборуваме за и поише луѓе живеат. Какви и резки мерки, убаво го спомнавте, Лондон се прават, значи по однос на тоа уште Борис Џонсон, мислам дека 2004-2005 донесе закон или програма која што ја нарекува T-Charge за Да, беше неможност градоначелник на Лондон беше. неможност за возење на возило кој што не исполнува одредени законски регулативи во центарот на Лондон. И тоа допринесува за подобрување на старосната граница на возило. Ние Скопје централното подрачје ќе остане празно. Тоа дефинитивно треба да се направи. Па во не, Скопје. што да не мислиш, Лондон не е празно. Дефинитивно треба да се централното направи. подрачје. Ти знаеш како е? Ти у Лондон, у централно подрачје, ти се движиш, ретко сте да видиш вака кола да помине, човече. Знаеш колку малку поминуваат? Колони како тука. Не, у центар нема сега. На страна од зона 1 е гунгула исто како кај нас со саат и чекат. Но во централно подрачје многу автомобили е вистинска реткост да видиш. Имаш ти ситуации 11 километри, значи 11 километри во склоп на централен Лондон со такси, со Uber, сите се електрични, ги поминувам за 11 минути. Во центар, знаеш она? Така. Да. Таму има една голема разлика. Таму има метро. Има извореден јавен сообраќај. Имаш метро, Пак имаш се враќаме на автобус. комплексноста. Да. Комплексно е Улиците, прашањето. дали има подземни премени? Не може да се направат, немало катастар. 30 години немаме подземен катастар ние. Не може да се направи надземник, Надвусник, пак ќе поминуване преку улицата, па ќе ставиш џидови, ќе ставиш огради. Мора нешто да се направи затоа што премногу пешачки премини има отворени Така. од центар до Ѓорче, например, може и 15-20. Да. Една од Сега работите... гледај неписменост. Извини. Се извинувам почитувам слушател, ама неписмен си. Абе, не тропајте глупости, вечерта ли у 12 има собраќај па е загадено. Другарче, тоа што цел ден се собира, Па, тоа е има врска, суштината тоа. в зимно време, затоа што нели е поладно, не оди нагоре, останува доле тоа цел ден што се возело. Добро, да, и вие ако ги земете, да речеме, автобусите И на немој со конкретно трилета школа сега вие да бидете климатски експерти, тука и експерти за Добро, бе, за аерозагадување. Ама Идете никој не прочитајте- претендира да биде експерт. Експерт за оваа област е Не, Ние тука зборувам за кога поставуваме вие што прашање. коментираат за за загадувањето, За загадувањето, е да. важно, бидејќи еве ќе спомнам, знаете колку нафта троши еден автобус на ЈСП дневно? Значи тоа се мери во стотици литри нафта гори. Значи еве конкретно двојка бидејќи е најчеста линија, најфреквентна, значи тие по стотици литри дневно трошат гориво. Така да доколку би биле поеколошки тие автобуси, верувајте дека исто и вашите ќе повлија- автомобили ако бидат А ова поеколошки. околу подземните Апсолутно. премени, околу Ја ви механите гарантирам решенија. доколку Скопје, вака, доколку во Скопје се забрани возење на стари дизел автомобили, значи зборувам и на бензинци стари, Така. доколку се направи една рез, пример од Скопје, за да возиш у Скопје мора колата да ти е 2012, 13, 15, еве 10 години ограничување. Доколку тоа се донесе, ќе биде социјална револуција, пошто имаме 30 години просечна старост на кола. И доколку се укине грејење на дрва
зборувам намали, во делот. сигурно, да. Не да се намали, Скопје ќе биде чист град, луѓе. Доколку овие работи сменат, Скопје ќе биде чист град. Зошто? Еве, цементара е исклучена од нова година. Макстил е исклучен од нова година. Овие индустријскиве загадувачи. Ние пак имавме во овие месеци Да не се гори некој ѓубре што го носат, а ние не знаеме. Не, и тоа не е тема. Значи, јас борев и со Некој екологија и со претходна власт и со Па оваа власт. само од и сега. споријата на куќите што се греат на дрва, не верувам дека толку драстично може да... Ма не се грева горе бе, Столе, тоа е проблемот. Зимно време за тоа е проблемот. Ти летно време возат коли, ама летно време Хидростатскиот притисок е поразличен. Да. притисок е поразличен и полесно оди горе чадот во атмосферата, а зимно време останува тука, доле останува. И затоа имаш магли, човек. Тоа е проблемот. Да. Ево околу подземните и надземните, сообраќајниците решенијата, и тоа е исто многу... Ние цело време зборуваме, те за трамвај, те за метро, те за ништо не направивме 30 години, за Скопје зборуваме. Да, во право сте дека треба да се инвестира во инфраструктурата. Го спомнавме, еве Лондон, јас на една конференција мислам дека беше у Босна, еден колега од Зеница ми кажуваше за практични примери што ги искористиле земајќи еден кредит, мислам дека дали од Дубај или од некои источни земји беше, инвестирале многу во инфраструктурата и инфраструктурата им беше направена, или тоа што ние го викаме смирување на сообраќајот, не беше направено со семафори и така натаму, туку со кружни текови. И еден професор од Белград му... Кај нас не знаат да влегуваат на кружен тек. Кај нас не знае дека доколку... Култура на возење значи, би требало дека доколку тој ше упрстен пред тебе. Значи, врти, ти треба да подзастанеш. Да. Кој има предност внатре во кругот, а кој со 3 круга, кај нас не знаат како да возат. И ретко кој дава професорот што му одговорил? Професорот од Белград му одговори, вика, се немам почувствувано посигурно во сообраќај нигде отколку во Зеница. Значи, се има интересен пример и со загадувањето, пошто таму беше железара што имаше. Да, има некој металски капацитет, да. Друг аспект има Дубај и Данска. У Данска сум го видел тоа. Нагло стеснување на патот со препреки. Да, смирување на сообраќајот за да не може да лево па десно целосно да се извртиш за да те сопре. Значи такви како ги нарекуваат тие барикади, конструктивни решенија кои што овозможуваат смирување на сообраќајот баш на такви места каде што интересно е ова. Се зголемува дали ги зборуваме на овие теми воопшто во иднина, тоа во блиска иднина како што напредува вешката интелигенција. Последните американски држави се повеќе се во сообраќај се пуштаат автономни возила. Почнуваат со камионите, оние на лонг дистанс, на подолги дестинации се зборуваат. Нема шофери веќе. Да, се уште се тестираат тие системи, меѓутоа да, има роботакси, да, кои што вели Јупче, оно друг аспект го каже, тоа, ама во иднина 8 супер богаташи ќе му биде така за имидж шофер да има, нема да има шофери. Шофер да да ти отвори врата, она као возејќа Дейзи, како се викаше филмот таму. Нема така велат луѓето што работат на вешка интелигенција. Тоа ќе биде се мали шатли, возило на повеќе. Па више достави има со дрончиња мали што возат. Столе. Кликаш дистанца. Значи, вештачка интелигенција сите ќе не замени. И викаш, дај новинар комуњар и Столе дава. Тие возила ќе бидат по-внимателни, по-паметни. Апсолутно, да, вештачката интелигенција ќе помогне. Поголема сообраќајна култура. Или ќе се збунуваат ако не се добро менаџирани и добро програмирани. Јас тоа последно што го видов го имав и кажено, една јапонска компанија вгради таков систем за автономно возило и имаше статистика 14.000 превезени патници, значи станува збор за тие помали автобуси до 22 лица, за превезени 14.000 патници нема ни еден сообраќајен прекршок. И сега тоа за разлика од шофер со стомак запотен во ЈСП кој ја пушташ таму. Вели, што зборите глупости, како ќе им ги наплаќаат казните по автоматизам од сметка, кога кај нас немаат сметки, блокирани им се на
70% од луѓето немаат ни И карта. кои се тие 70%? Има друг начин да им објасниме. Како живеат тие 70%? Ке треба да извади некој документ од државата. Да, дека И ако го забележи дека има долг, некоја обврска према државата, апсолутно државата која треба што да најде нема механизам, исполнета, да. нема да добие услуга од државата. Извод не ти давам, игра крај. Така. Ви благодарам многу, одлична Не емисија. слушам тоа за комунизам, за капитализам, не, Што бе? Еска нешто. Не, ја викам, чат GPT да му речам дај ми новинар комуниста и столе ќе ти го извади. И Не, на чат. дигитално програмиран, како вика, А на Дипс- работници од сите земји, обединете се, немате што да изгубите освен вашите окови. на DeepSeek, ако питаш, кажи ми еден комуњар кој што многу брзо се свртал као сончоклет, станал десничар, кој ми ти го дадат? Златев не. Не, На DeepSeek. на Они DeepSeek. Они подобро. Значи, ако го прашаш DeepSeek, кажи ми нешто за што се случи на Тиенанмен. Ке ти одговори, јас ти го разбирам прашањето, знам зашто ме прашуваш, ама не можам да ти одговорам. Тоа е Кина. Ја еднаш работев со една новинарска екипа од Кина и дојдов со политички комесар. Столе. Кина. Да бе, да, од Кина дојде, снима документарец со Македонија, има шо превика овој, тој мантил еден облечен. Па вика, тој вика, ние политички комесар следи дали ние идеологијата на партијата ја спроведуваме. Или може не се викат политички секретари, ама секоја партија кај нас има што била улогата на комесарите, поран командантот воена, ја комесарот мотивација да им даде. Ајде, за Југославија, за Тито, за Ја за како ВВР, политички за комесар на Радио Лидер ово утро, ја завршувам оваа емисија, ви благодариме, За многу Македонија. одлична емисија. Благодарам и вам. Отворете ги. Игор, да не сакаш да кажеш нешто, да се Па праша. мислам дека ги Поздрав опфативме за фамилијата до- сите теми, само да продолжи таа комисиска расправа во собранието, кај што ќе можат да се изложат сите тие работи, Марија, да го мислам. поздравиш од Делчева. Благодарам. Еден од најдобрите новинари во светот на црквата и еден од најдобрите попови во светот на Само новинарството. пожеламе што поскоро магистрирање. Да. Останете со 98,1. Утре и задутре не сум овде, имам некакви приватни обврски. Утре ќе се дружите заедно со Искра Коровешовска, која се погрижи да има одличен гостин, а во среда сте со Сотир Костов, кој не знам дали уште се погрижил, но најверојатно ќе се погрижи да има добар гостин. Со мене се гледаме во четврток, кога заедно со Драган Милосавлевиќ наш гостин ќе биде поранешниот сега веќе обвинител Хајрулахи.